Интерпелација за претседателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски поднесе Европскиот фронт. Потребата денеска ја образложи пратеникот Илир Хасани, кој како што рече, му забележуваат на претседателот на Уставниот суд дека не го почитувал законот за јазиците, но и законот за Уставен суд и според нив неколку пати ги прекршил истите. Хасани порача дека во најскоро време на некоја од следните седници очекува расправата за интерпелација на Костадиновски да се најде пред народните избраници. Нашата цел е да покренеме институционална дебата за функционирање на оваа институција и улога на нејзиниот претседател во почитување на Уставот и важешките закони, како и да покажеме што господин Дарко Костадиновски има против албанскиот јазик и зошто ги има тие предрасуди према албанскиот јазик. Во причините за интерпелацијата може да споменеме господин Костадиновски прави две големи прекршоци. Го крши законот за употреба на јазиците кој е на сила и тоа го прави свесно. Го прекршува законот за Уставниот суд, односно член 101, кој им забранува на судиите да даваат мислење за активните предмети. Ова влие на легитимно прашање на граѓаните за фер судење. Во реакцијата од Уставен, во која се наведени неколку точки, наведуваат дека претседателот на Уставен Дарко Костадиновски нема да коментира било какви политички изјави, но и повторно повикувајќи се на Уставот потенцираат. Уставот на Република Северна Македонија не предвидува никаква можност за разрешување на уставен судија ниту од страна на законодавната, ниту од страна на извршната власт. Уставниот суд како орган на Републиката кој ја штити уставноста и законитоста не подлежи на начелото на поделба на власта. Уставотворецот го поставил Уставниот суд пред трите власти затоа што тој е контролор на нивните постапки, акти и дејствија. Самостојноста и независноста на Уставниот суд и уставните суди имаат најсилна уставна категорија. Уставот не му дозволува на собранието во законски решенија на било каков начин да влијае на надлежностите, начинот на избор, престанокот на функцијата на уставните судии. Овластувањето на собранието завршува со моментот на изборот на судиите. Телевизија 24 денеска побара став и од партиите, но најголем дел од нив одговорија дека се уште не ја разгледале интерпелацијата за да изградат став.